Добре дојдовте. Да си кажеме денеска за успешните примери, за оние со кои треба да се фалиме и гордееме. Имаме во студиото две млади дами и еден господин кои и покрај искуството и образованието стекнати во странство решија својата академска кариера да ја продолжат дома, бидејќи само едно место на светот се вели дом. Во продолжение почитувани со Симона Богоевска, Марија Доцевска Јованова и Дејан Јанев. Како што реков, тројца млади луѓе со различни звања се уште, меѓутоа ги обединува сите бидејќи ја гледаат својата иднина на Градежниот факултет во Скопје. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најден. Исто така ве поврзува и тоа што сите тројца докториравте или се уште сте во фаза на одбрана на докторските студии во РУР на Универзитетот во Бохум, но сепак и покрај тоа, покрај можноста за меѓународна кариера интернационална или во странство да останете, вие решите да се вратите во Скопје. Зошто почнете вие, Симона, бидејќи гледам дека сте еден од првенците на генерација со просечна оценка 10 за време на студиите. Да, просечна оценка 10. Честитки. Ви благодарам. Интересно прашање. Најпрво, нашиот концепт да учествуваме во ваков тип на студии започна поинаку. Целта беше да влеземе во една специфична докторска школа, која што стипендираше вработени на Градежниот факултет во Скопје, кои што имаат аспирации, да речам, да подготват својата докторска дизертација во странство со поддршка од германски универзитети. И целиот концепт започна дека одреден период од нашето време ќе го поминеме на тој странски универзитет, истражувајќи во одредено подрачје од интерес, зависно кој во која област навлегол. Така што уште од старт мисијата ни беше да стекнеме ново знаење и да се вратиме назад, потоа да на некој начин го воведеме тоа знаење во наставата, истражувањето што е на Градежниот факултет во Скопје. Сега сте моментално воден професор на Градежниот факултет во Скопје, меѓутоа решени сте да останете во Македонија? Да, решени. Или поради тоа што така беа структурирани докторските студии? Решена сум да останам, но морам да бидам искрена дека со најразличните општествени случувања во нашата држава, човек често пати се подзамислува дали таа одлука била правилна. Но еве да кажам дека во моментов се уште ме држи оптимизам и ентузијазам дека со одреден влог во младите, бидејќи главно и нашата професија е врзана со едукација и образование на млади кадри во државата, сметам дека со правилно насочување, вложување соодветно во образованието, имаме надеж за подобрување на сите аспекти и така некако мотивирана од тоа, еве да речам дека се уште ме одржува тој ентузијазам. Марија Доцевска Јованова е доцент на Градежниот факултет. Кое искуство го донесовте вие вака како најсилен впечаток од докторските студии во РУР во Бохум? Вака, ние сите тројци имаме слично искуство, бидејќи е таа програма за докторски студии иста кај секој од нас. Јас одев повеќе години, по неколку месеци годишно на престој на РУР универзитетот, а останатото време моравме да бидеме на матичниот универзитет тука и како што спомена и колешкава, знаењето што го стекнуваме таму директно да го имплементираме на универзитетот во Скопје преку директна работа со студентиве. Но она што од таму најсилен впечаток ми беше пристапот кон работата што тамошните колеги го имаат. Некако тие се многу насочени кон едно конкретно нешто од проблемот и длабински истражуваат во истото, за разлика од нас кои што тука сме во борба за време за истражување, бидејќи таквото не ни е загарантирано, имаме многу обврски со настава, па кога ќе отидевме таму, некако сакавме што е можно повеќе да купиме и да научиме, па се така фокусиравме на повеќе работи одеднаш од еден ист проблем. Така што тоа е нешто што го имам како силен впечаток од таму, пристапот во работата и секако имав таква привилегија да ја користам нивната лабораторија, која што е престижна за испитување на конструкции и така да работам со најсовремена опрема, а може ќе споменем и понатаму за некои успеси што ги постигнавме благодарение на тие резултати. Да, видов дека Универзитетот РУР во Бохум нуди можност за оние кои не знаат германски да зборуваат, односно да студираат и на англиски јазик. Кој јазик го користевте вие за време на вашиот? Англиски. Не научивте германски. Добро, Дејан Јанев, асистент на Градежен факултет. Што значи тоа да се биде еве вака млад човек и кој веќе е ангажиран како асистент на Градежниот факултет? Зошто го избравте Градежниот факултет како ваша определба? Градежниот факултет искрено го избрав како моја определба, бидејќи представува традиција во мојата фамилија. Поголемиот дел од фамилијата сме градежни инженери, па така што можеби спонтано дојде да изберам оваа струка, но пред се
самата струка е благодарна струка која што остава можност да ги материализираме нашите идеи, да оставиме некои објекти позади нас во иднина кои што ќе стојат после нас и ќе зборат во иднина за тоа какви достигнувања ние сме направили како градежни инженери. Да, иако сте тројцата релативно млади, односно млади луѓе, зад во вашето CV веќе има бројни признанија и награди, меѓу кои се и овие докторски студии, бидејќи се стипендирани, односно за вас бесплатни, бидејќи сте речиси сите првенци на генерација со просек, многу висок просек. Минималниот е 9, значи неколку оценки што не биле чисти десетки, значи. Од тој аспект, еве Дејан одговори зошто ги избрал градежните студии како вокација. Дали кај вас традицијата, семејството имало клучен избор или имаше некаква љубов кон градежништвото? Комбинација од двете работи. Едното е што во моето семејство имам градежен инженер и исто така и архитекти, така што беше некако и можеби очекувано во таа насока да го продолжам моето образование, уште и јас пред да очекувам. Меѓутоа, низ моето образование и предходно, сум имала љубов и интерес многу кон природните науки, особено математика и физика. Ми бе една од омилените дисциплини. И токму тие се на некој начин и подлогата за да се биде добар градежен инженер, бидејќи всушност градежното инженерство е применета математика и физика. Така што ми се споја љубовта од да речам средношколските денови кон овие области научни и потоа да добиам и практична апликација. И вие, Марија, исто така или? Слично нешто со колешката Симона. Јас во фамилија нема толку генерацијски, значи градежни инженери, но татко ми е архитект и тој ми ја поттикна таа идеја за градежен факултет, бидејќи јас бев во онаа генерација кога воведоа екстерна и интерна матура, па тука малку се направи некој хаос околу запишување на факултетиви и бевме збунети каде можеме со соодветните избрани предмети да се запишеме, така што негова сугестија беше градежниот факултет, а јас знаев дека сакам да биде некој технички факултет, па кога ги видов предметите што се изучуваат, бев скоро сигурна дека тоа е правилниот избор. Така, се соочуваме со демографска криза, се помал број на студенти се запишуваат и дипломираат на факултетите во Македонија. На градежниот факултет во тековната академска година имаше и слободни места останаа. Потоа не знам дали во последните приемни рокови се исполнија, меѓутоа факт е дека во последниве години опаѓа интересот за студирање на стручни на овие струки кои се малку специфични. Градежништвото е една од тие. Опаѓа и бројот на вработени во градежништвото. Просечните плати се околу 36.000. Не достигаат квалификувани стручни кадри генерално. Каква е состојбата сега на факултетот? Како вие ги доживувате новите генерации, покрај тоа што и вие сте релативно млади луѓе? Па, ајде, јас ќе почнам. Искрено, јас сум била во генерација кога сме биле некаде околу 200 запишани студенти во генерација на градежниот факултет. И за мене сега е тажно кога се наоѓам во ситуација да, например, предавањата и вежбите ги одржуваме на групи од по 20 студенти, дури во вториот циклус на студии. Запишавме оваа година, имаме одреден пораст, некаде околу 100 студенти на градежниот факултет, последната уписна година. На што се должат овие, да речам, појави? Секогаш се во корелација со општествените случувања, како што е, например, бумот во IT секторот и голем дел од средношколците од познати причини веќе се ориентираат на тие грањки. За нас тоа е сериозен предизвик да се бориме со тоа, затоа што генерално и примањата во градежништвото немаат таков нагол прираст, имаат постепено нараснување, така што се трудиме да ги мотивираме младите во однос на тоа дека нашата професија, она што го спомена и Дејан, ни овозможува материализација на нашите креативни идеи, така што покрај познавањето на природните науки бара одредена и креативност, имагинација и на крајот на денот позитивното чувство кога ќе видите некое ваше дело дека навистина се материализира и ќе стои со многу години после вас како еден печат на вашето делување, работење, и тоа чувство е незаменливо и ретко во која професија може да го издвоиме дека постои. Тоа е оној подлабок и поголем специфичен бенефит. Првично е тоа што градежните инженери во Македонија добро можат да живеат и да заработуваат и да бидат врвни професионалци не само дома, туку се признати и работат и во странство. Марија, дали за вас како професионалец е разочарувачки фактот, бидејќи видов во вашата биографија дека сте добиле признание од Друштвото на градежни конструктори на Македонија за најдобро конструкторско остварување во областа на проектирање на конструкции за основниот проект на мостот Михајло Апостолски.
Ете, мостот вие во 2019 го правевте основен проект. Така. Почна да се гради, се уште не е пуштен, не е изграден. За жал не е само тој. За жал не е само тој, иако за него се потрошени милиони евра. Да. И се уште стои така како што стои. И е специфично чудо на градежништвото, бидејќи еден од првите во Македонија висечки мостови, колку што успеав да забележам. Тоа е мостот на улица Љубљанска, да. А Михајло Апостолски е во аеродром мостот. Да, и двата не се пуштени. И двата не се пуштени и по тоа се чудо чудо на... на... некоја случајно, само проектантскиот тим е ист. Изведувачката компанија е иста, ама еве, и покрај тоа што тие два моста се неопходни за градот Скопје за да се рестарити целиот тој метеж на овие две општини, тоа е аеродром према Гази Баба и од другава страна другиот на улица Љубљанска е кај Карпош, на кај Бардовци. Сепак тие се уште не се пуштени од други причини, најчесто тоа се нели експроприација, нерешена експроприација, инаку двата моста се завршени во рок, без никаков проблем. Ќе искористам приликата да споменам дека и двата се нови инженерски решенија кои што се за прв пат применети во нашава држава и заедно со мојот професор и со колегава Дејан учествувавме во проектирање на тие два моста. И затоа велам веројатно разочарањето е дополнително поголемо бидејќи учествувавте во чудо во македонски услови представуваат и беа и не се пуштени се уште. Ангажирани консултанти од странство, значи врвни проектанти од Словенија и од Германија. Ги искористивме конекциите со Универзитетот во Бохум за едниот од мостовите да бидат консултанти, за да биде тоа нешто поразлично, поново, но ете, чекаме и ние да се решат тие проблеми со експроприација и да се пуштат конечно да се користат бидејќи. Колку овој факт ве обесхрабрува и ве тера повторно да се премислите, односно да размислувате дали сте донеле вистинска одлука кога сте решиле да се вратите академската кариера да ја продолжите во дома? Секако дека обесхрабрува, но ние тука сите сакаме да градиме повеќе академска кариера и во мојот случај конкретно причината зошто се уште размислувам дека е добра одлука да се остане тука желбата да се работи во образованието и сметам дека поизвесно е дека може на нашиот матичен универзитет утре да бидам избрана и како професор и да делувам во таа област, отколку на некој универзитет во Германија, бидејќи ако имаме време би споменала само една паралела, таму асистентите како ние што бевме, значи дека само работат на докторската теза, штом ќе ја завршат докторската теза, тие си заминуваат во индустрија, некако не размислуваат за останување на универзитет, на образование, бидејќи таков е системот да една катедра има само еден професор и не може повеќе од тоа да има. Може да останат само уште некоја година, некој постдокторски проект. И тука стопанската заедница бара некоја реформа на образованието, нели се експериментира со дуалното образование со години. Некои факултети ќе се адаптираат, Министерството на надлежните креаторите на политики најавуваат некоја посериозна програма и во високото образование од наредната академска година. И можеби вие ќе си го најдете патот во индустријата во Македонија, ако и тргне на индустријата, бидејќи потреба од градежни инженери има секако, нели? Или стриктно сте определени за образование? Сега стриктно сме определени за образование, иако тоа е и убавината на градежниот факултет, што вие можете да работите во образованието и во исто време да работите и на некоја апликативна работа. Дури е предност за подобрување на генерално на дејноста во образованието. Нашата професија е таква што само теоретските познавања не се доволни. Убаво е да низ кариерата се користат приликите да се практицира тоа што го учиме и тогаш уште поуспешни сме и како чинители во образовниот процес. Студентите тоа го препознаваат. Се надевам. И уште еден аспект плюс вака како дополнение дека ние имаме специфичен доток на кислород, може да кажеме тројцата од нас, бидејќи постојано ни е отворена комуникацијата со западноевропските универзитети со кои што имаме поставено комуникација во текот на докторските истражувања. Не само во Бохум, значи. Па не, бидејќи во таа мрежа и кога сме биле во Бохум сме имале прилики со многу други универзитети, конкретно јас лично е таму многу истакнат. Тоа е познат Ахен, кој што исто меѓу подобрите во градежништво, ЕТХ Цирих исто така кој што е во Швајцарија, меѓутоа имало отворени можности таму, конкретно еве за мене во комуникација и тоа го користиме како еден доток на кислород да не одржува, да ја освежува во овие услови, да. Дејан, вие сте учествувале во испитувањето со пробно товарење на над 160 армирано бетонски мостовски конструкции. Процес сте биле вклучени во тимот што вршил проценка на состојбата на мостовските конструкции од патната инфраструктура во Македонија. Вашите поискусни и возрастни колеги често ги гњавиме со прашања од типот колку се безбедни мостовите во Македонија,
деканот Марковски е редовен гостин на оваа тема, меѓутоа еве вие како млад човек каков е вашиот впечаток? Дали вие кога минувате по мостовите, не само овие од патната инфраструктура, туку и низ Скопје се чувствувате безбеден? Бидејќи сте вршеле испитувања. Интересно прашање. Вака, првично испитувањето кое што го имаме вршено на мостовски конструкции, кое што брои над 200 мостовски конструкции, се однесува на ново изградени мостови кои што според законската регулатива и стандардите кои што ги имаме, потребно е пред да се пуштат во употреба, односно во експлоатација, да се изврши нивно испитување со така наречено пробно товарење, кое што вклучува статичко и динамичко испитување на конструкциите, односно проверуваме дали конструкцијата пред да пуштиме во употреба се однесува онака како што имаме предвидено, односно онака како што имаме испроектирано при самиот процес на проектирање на мостовската конструкција. Додека останатиот дел што го споменавте за проценка на состојбата на мостовските конструкции, на патната инфраструктура, тоа генерално се однесува на патната инфраструктура која што ги вклучува автопатиштата, експресните патишта, магистрални и регионални патишта, односно од државно значење. И овде може да се каже дека сликата е разновидна. Може да сретнеме конструкции кои што се во одлична состојба, а нормално може да сретнеме конструкции кои што бараат одредена интервенција, односно се подобри нивната носив капацитет и да се вратат во некоја нормална состојба. Да го преведам прашањето уште еднаш во обид за да добием поконкретен одговор. Кога патувате кон југ на автопатот до Гевгелија, се чувствувате сосема безбедно? Да. И дали кога се обраќате низ Скопје со возило, веројатно се чувствувате исто така безбедно кога минувате по клучните мостови во градот? На прашањето за патување кон југ, да, се чувствуваме безбедно, бидејќи како што реков, состојбата на мостовите е во задоволителна состојба, додека во однос на патувањето низ Скопје може да се извадат неколку примери каде што одредени мостовски конструкции се во така наречена лоша состојба на кој што е потребно да се изврши одредена санација или подобрување на нивниот носив капацитет. Кога станува збор за градежниот факултет во Скопје, верувам такво сознание имам дека располага со добра опрема и лаборатории кои вршат разни испитувања, меѓутоа би замолил за една паралела од она што го нуди Универзитетот РУР во Бохум и ова што го нуди Универзитетот Свети Кирил и Методи, имајќи предвид и таа ранг листа, местото на Шангајската листа и генерално опременоста и можностите за идните студенти тука и таму. Еве јас ако Да. ќе почнам, па Дејан може би е покомпетентен пошто он буквално користи таа опрема секојдневно. Но јас бих само напоменала тука дека ние на Градежен факултет правиме огромни напори да вложуваме во опрема сами. Значи издвојуваме сопствени средства за да може да ги опремиме лабораториите. Колку лаборатории има на Градежен? Вака, имаме лабораторија за испитување на материјали и конструкции, лабораторија за асфалт и геотехника и мислам за звучна и термоизолација. Ова опрема, ова лабораторија ние што ја користиме, таа е за испитување на конструкции. Тука може би ќе звучи нереално, ама јас би се пофалила дека имаме една лабораторија за долготрајно испитување на конструкции, значи за испитување на конструкции во тек на време, која што јас и моите професори на катедра користевме за докторските работи, и таа е една од ретките од таков тип на овие простори. Тоа може и пошироко. Сепак не сите делови од лабораториите ни се така опремени, бидејќи немаме доволна финансиска поддршка. Знам дека не може да се споредуваме со Германија, меѓутоа има ли сличности? Можете ли да забележите сличности или само разлики? Не, разлики има. Значи ова го потенцирав затоа што е навистина специфично ова лабораторија, но има огромни разлики секако, но тие имаат огромна финансиска поддршка пред се од државата преку така наречената Германска фондација за истражување. Значи ги финансираат за одредени истражувачки проекти, тоа се многу високи суми за такви проекти, и со тие средства тие практично купуваат опрема, ангажираат кадар. И кога ќе таму од Македонија, од вакви услови какви што имаме тука, се чувствувате инфериорни во споредба со вашите колеги од другите европски држави, пред се од германците таму? Во однос на опремата и на технологијата кои што користат, може да кажеме дека тие се инфериорни, бидејќи, како што каже колешкава Марија, финансиските средства го прават своето за да имаат поголем број на опрема и на посовремени нови технологии, но во однос на знаењата кои што сме ги стекнали овде, сепак тоа е индивидуална работа и може да се каже дека се носиме рамо до рамо со нашите колеги во странство. Како вие стекнувате добра теорија, а тие таму имаат можности за подобра пракса веројатно? Како се комбинира тоа? Ти имаат Еве јас лично ќе само да дадам еден
мој преглед како јас сум се чувствувала во првите години кога стигнав во Бохум на универзитетот, почнувајќи од локалната библиотека на факултетот, лабораторијата за ветер, имаат специфичен тунел за испитување на конструкција од влијание на ветер, кој што е реткост и генерално на светските универзитети. Се чувствував како во Дизниленд. И тоа беше многу смешно за нашите колеги во тој момент, бидејќи јас лично бев возбудена во собирање книги од библиотека, правев цела колекција во канцеларија со нереално многу книги што не можев да ги прочитам за тоа време што сум таму. Посети во лабораторија, уживање во сите тие процеси, баш како во Дизниленд. Меѓутоа, да речам, тие првични импресии нормално со честотата на посетување ни стана и нас некако нормални, па потоа се случи обратниот ефект. Кога доаѓавме тука во Македонија, ни се создаваше одреден револт дека тука работите одат побавно, помакотрпно се собираат пари, не можеме да дојдеме ни до најбазични некои опреми во лабораториите и така што миксот емоции имавме во текот на сите тие години. Но, она што Дејан го кажа е најважно, дека не почувствувавме разлика во смисла на некоја подготвеност во образованието, во смисла дека можевме лесно да се мериме со нашите колеги таму, потоа во изработувањето на докторските дисертации. Докторските дисертации што ги изработивте таму или ги изработувате таму, колку се применливи во македонски услови? Практично зборувам, не теоретски како образование, како... Ние темиве кога ги биравме во сите наши случаи, мислам, беа теми од кои што ќе имаат корист и Германскиот универзитет и Македонскиот, така што беа прилагодени и на наши потреби и на нивни и се применливи реално. Еве во мојот случај, бидејќи работам со долготрајни испитувања, тие се поретки испитувања, бидејќи изискуваат и окупација на лабораторија за долг временски период, и како и опрема и кадар, но тие се применливи бидејќи ние сега ги применивме, односно се на сила, официјално мислам од септември 2019. Пред две години мислам, се на сила еврокодовите, кои што се стандарди за што користи сите земји во Европа и практично таму има одредени национално дефинирани параметри или анекси каде што може секој од своето истражување во своја тематична земја да ги вметне истите. Ке прашам и колку сме далеку од она што се вели најнови трендови во градежништвото, односно и во образованието, кога се создаваат градежни инженери, одржливост, интелигентни згради, роботизација. Прочитав негде дека сега најнов тренд е урбано-вертикално земјоделство, зелени згради. Да. Мојата тема од истражувањето од докторската дисертација е практично блиску до овие области. Се работи за користење на методи од машинско учење и автоматизирани алатки за прогноза на однесување на конструкции. Можеби различно од она што го спомена Марија, во Македонија се уште тоа е далеку од практична примена, бидејќи бара инсталирање на современи сензорни системи на нашите постоечки објекти од типот на мостови, брани, ветерници, значи посериозни инфраструктурни објекти и потоа со помош нови алгоритми да можеме во тек на време да следиме било која промена во однесувањето на конструкциите. Меѓутоа е од друга страна отслик на во моментот еден од поголемите трендови во градежното инженерство и сум среќна дека пред 10 години моите ментори, кои што беше една професорка од мојата катедра тука во Скопје, професор од Германскиот универзитет и професорка од ETH Цирих, беа, да речам, со визија 10 години однапред дека таа тема ќе биде навистина се уште многу актуелна, дури еве 10 години подоцна од кога почнав да навлегувам и токму овие смарт системи, згради со сензори опремени кои дигитални близнаци, исто така тоа е многу актуелна тема во која што нашите конструкции добиваат еден дигитален примерок, копија компјутерска во која што ние можеме од канцеларија да ги следиме сите параметри и промени Што се случуваат во реално време. Да. Добро, ако погледнеме сега 10 години напред, дали ќе ве загубиме како потенцијал академски и индустријски и економски, со оглед на тоа што рековте дека дојдовте до тој обратен ефект на благо разочарување од она кога се враќате од Бохум тука, какви се условите дека не мора да со години, еве не се пуштени двата моста над реката Вардар и така стојат со години, ги нацртавте и ги направивте основниот проект како што треба. Каде се гледате себе си по 10 години и каде би оделе, дали би се вклопиле во тие трендови во градежништвото? Кусо, само бидејќи нема време, сакам да ве прашам и да ги охрабриме на крај луѓето кои не гледаат зошто треба да се запишат на градежниот факултет. Сепак бидејќи факт е дека без градежништво нема економија, без градежни инженери не може да се гради ништо.
Моментално мојата мисија е, како што рековме и на почеток, нели, да останеме тука, да образуваме млад кадар тука, но секако да одржуваме конекција со универзитетите на кои што сме студирале. И еве во моментот е и во преговори вклучување наше од тука во научно-истражувачки факултет во Бохум како нивни партнери, така што еве тоа ми е мисијата од тука да пробам конекциите да ги одржувам, да вклучувам студенти и секако други колеги во таа соработка. Зошто Градежниот факултет во Скопје е атрактивен за идните студенти? Зошто ги повикувате луѓето кои се уште не се определиле каде да ги за идните академци каде да се запишат? Вистински избор зошто е Градежниот факултет? Градежниот факултет секогаш е вистински избор, бидејќи градежништвото никогаш не замира, значи секогаш се потребни градежни инженери, бидејќи како што рековте и вие, за да опстои една економија потребно да се гради, да се инвестира во самата држава и во инфраструктурата на таа држава. Претходно споменавме дека тоа е исто така благородна дејност, која што зад нас остава печат во иднината, на која што може да се гордеат идните генерации како имаме направено одредено остварување. Нормално, градежништвото не е само дејност во која што ние работиме на терен или работиме некои мајсторски работи, како што најчесто се сваќа во нашата средина, туку како што спомена колешките и исто и во мојот случај на истражување, ние користиме исто така современи алатки, односно компјутерски техники и методи кои што се современи, се во тек со тоа што се случува надвор во странство. Значи можност за вработување, можност за Постојано. добра Постојано. врвна професионална кариера и можност да оставите нешто зад вас, нешто што дело кое ќе говори и по нашето пензионирање и заминување. На крај, бидејќи добро знаете што значи да се биде супер студент со десетки оценки, со врвни оценки и студент на генерација, какви се овие денешни генерации, малку понови од вас, на кои им предавате, дали има исто така големи ентузијасти и врвни кариеристи или повеќе сакаат да положат само и да си ја завршат работата? Искрено за крај и на крај повик за идните студенти. Новите генерации си носат своји специфики, малце во убрзано време живеат. Со сите овие Инстаграм рилови, кратки TikTok видеа и слично, и на нас останува брзо да се прилагодиме на нивниот начин на функционирање, да се обидеме да се доближиме повторно до тие генерации. За жал, забележуваме голем губиток во навиките на користење на книги и печатени материјали, што е и очекувано со оглед на бумот во дигиталната ера. Така што се обидуваме на некој начин и ние максимално да се дигитализираме. Во однос на амбиции и колку самите од себе очекуваат, тоа е, како и секогаш, мислам дека многу индивидуално. Зависи од генерација до генерација, но тоа што мене ме радува на Градежниот факултет е дека во секоја генерација одреден процент имаме фиксен, кои што се навистина посветени, вредни и ентузијасти, ги посетуваат сите предавања, среќни дека ќе навлезат во оваа област и уште посреќна ме прави што голем дел од нив се женски. Добро. Марија, за крај, повик до луѓето кои не гледаат и можеби се уште размислуваат или се двоумат зошто Градежниот факултет е вистинска опција и што ќе научат идните студенти таму од вас. Па вака, прво Само кусово една реченица. Да, Градежниот факултет е секако добра опција за оние кои што сакаат да користат мултидисциплинарен пристап, а во исто време и прагматичен пристап. Оние кои што ќе сакаат, како што спомена колегиве, да си го видат резултатот од своето дело многу брзо и нормално работа која што ќе биде исплатлива. И одговорна исто. А секако и одговорна. Обштествено одговорна. Обштествено одговорна, значи ние одговараме, ако проектираме некој објект, одговараме за сите оние што се корисници на тој објект. Тоа е многу. Марија, Дејан Симонови, благодарам многу за учеството во денешната Ви емисија. благодарам на поканата. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание на Да си кажеме.